Тетово е сместено меѓу прекрасна природна убавина. Ги има Тетовското кале и Бањиче, но наместо да бидат предизвик за развој на туризмот, стануваат депонии. Кон овие места со години се фрла разновиден отпад, особено градежен шут. Рекреативците кои секојдневно пешачат кон овие места, велат дека состојбата е се полоша. Треба и тоа што многу поиќе треба да се види, пошто секако што слагамо надоле е многу лошо. Многу лошо. Фрля ѓубре на све страни по рекава. Еве и патот гледате каков е, многу е лошо. А ние вака за рекреација е Ова е единствено место. единствено, ова и нешто калјако е. Така да треба малку повеќе се општинава да се засегне за ова. Треба да се пази, ова е природа да се заштити. Не треба да се фрла секаде ѓубре. Меѓутоа, кога ќе земете во обзир дека во градот секаде се фрла ѓубре, па што ќе остане ред за ова? И така е тоа. Меѓутоа, до некаде и системот е крив. Казнените мерки слабо се применуваат. Кога ќе го казните еднаш, два пати, третиот пат ќе размисли дали ќе фрла ѓубре секаде или таму кај што треба. Прљаво. Нема што да кажа. Немаме што коментар. Све са на народот е. Све са на народот прво. Треба сами да знаат прво да се шири епидемија, болести. Локалните власти со години не умеат да менаџираат со отпадот во Тетово. Освен што се уште не ја расчистија депонијата на влезот во Тетово, тука е и проблемот со депонирањето на градежниот шут. Тој сега се истура буквално секаде, бидејќи нема соодветна локација за тоа. Проблемот со бројните мини депонии кон двете рекреативни места во Тетово, Калето и Бањиче, одамна чека да биде решен. И додека локалните власти со години бараат решение, природата секојдневно се повеќе се уништува и загадува.